Почитувано подпредседателя, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денес на дневен ред го разгледуваме предлог на законот за изменување на законот за административни службеници, кој што е доставен потенциран по скратена постапка, бидејќи итноста по која што требаше да се донесе, за да наводно и декларативно од страна на владата се загрижени за состојбата во администрацијата, ја промашија, односно истите, морам да потенцирам, односно по скратена постапка го доставија, но не најдоа време 20 дена од кога е доставен од 22 март, 20 дена да го стават на пленарна седница и да ги помине процедурите кои што се во собранието. Тоа значи дека истите ниту се залагале, ниту имале намера благовремено да се донесе, за да истиот се усогласи по така на бомбастично најавуваната минимална плата, истите знаеа повеќе месеци дека треба да ги осогласат сите закони. Но истите ниту посегнаа по брзо донесување на вакви измени, ниту имаа слух од страна на опозиционите пратеници, од страна на синдикатите, кои што сите едногласно им ги предочија недостатоците на овој закон и излегоа со единствени ставови во однос и начинот на изменување на овој закон. Ова го зборувам бидејќи од оваа неажурност на владата и неажурност на министерствата допринесе да во одреден момент самите институции доведени во заблуда како да исплаќаат плата, истите им беше посочено преку јавните гласила дека има заклучок од одлука на влада. Заклучок од одлука на влада не е никаков факт за исплата на плати. Најпрво ги тромозевте дека ќе може да исплатат плата согласно вакви заклучоци, од кога увидовте дека наидувате на отпор, односно сите оние кои што требаше да исплатат се заштитија, односно постапија законски, не исплатија ваква плата, се повлековте и ја убрзавте постапката за донесување на ова законско решение. Односно, иако во членот 2 од истиот предлог на закон велите одредбите од членот 1 на овој закон кој се менува со членот 87 ќе отпочнат да се применуваат со исплата на мартовска плата во месец април 2022. И сведоци сме дека одредени министерства и институции исплатија плата согласно претходните пресметки и сега дополнително ќе ги терате како ретроактивно да постапуваат по овој закон и да се повикувате на одредби дека доколку истиот закон е поповолен за странката, истиот може и ретроактивно да важи. Зошто ли се овие перипетии кога можеше се да се заврши во еденот и со една измена да се изменат, односно да се усогласат сите закони со законот за минимална плата, односно со покачување на вредноста на бодот. Вие посегнавте по измени и дополнување на мноштво на закони, за да самите се заплетете во оваа пајажина и да не можете да излезете. Згора на тоа, во самиот увод, во основните цели и начела на овој предлог на закон, упатувате дека основната цел на предлог на законот е постигнување на еднаквост на вработените во приватниот и јавниот сектор со најниски примања преку воспоставување на ист износ на законска минимална плата и скалесто усогласување на останатите плати на административните службеници од сите нивоа, како и обезбедување на континуитет на промените на платите на администрацијата во однос на минималната плата на национално ниво. Со овој предлог на закон велите дека сакате да го вреднете трудот, намалување на нееднаквоста во распределбата на доходот, намалување на сиромаштијата, а пред се овозможува подобар живот на стандардот на административните службеници. Со ова предлог законско решение доведувате до дополнително раздвојување, односно поништување на самите систематизации
односно опис и попис на работните задачи во однос на соодветно вреднување на трудот кој што се вложува, а секако и степен на образование, степен на одговорност, и немате никаква функционална анализа за тоа во однос колку треба да се исплати и како да се исплати. Зошто сега со вашето предлог решение ги поништувате сите звања кои што се од категоријата Г, односно истите ќе земаат со многу мал процент различна плата од Г1 до Г4. А ова се поклопува со првиот степен, односно со помлад соработник со високо образование. И тука наидувате на една ситуација доколку сакате да усогласите одредени плати, истите ги занемарувате сите други вработени. Да, треба и ова законско решение треба да се надополни и да го помине овој филтер, да можат и овие работници кои што земале помалку плата да се усогласат. Меѓутоа, не може да гледате еднострано на овој проблем и затоа ние како опозиција ви поднесовме амандман за кој што не сакавте да разговарате, односно не наидовме на разбирање, бидејќи согласно вашите пресметки на соработниците, односно помлад соработник, виш соработник, советник, покачувањата ќе бидат од околу 260 до 315 денари. Односно од околу 1,19% само. Додека на одредени звања од категоријата Г ќе бидат 25,4% покачувањата. Или во бројки, со нашето предлог решение кое што беше преточено во амандман, ќе имавме некоја нивелација на платите за соодветно мотивирање на сите вработени во овој сектор. Зошто? Бидејќи дополнителна мотивација ќе биде уште еден исчекор кон подобрување на услугите во администрацијата, иако знаеме дека постои во јавноста фама дека тие се сите неработници, дека тука не функционира ништо. Да, имаме најголеми критики и од страна на Европската комисија и во сите извештаи. Меѓутоа, не можеме да генерализираме одредени ситуации каде што дел од вработените соодветно и честно си ја извршуваат својата функција согласно описот и пописот на работното место кое што му е дадено. Но во дадениот момент истите ќе ги дестимулирате, бидејќи ќе има уедначување на неколку звања под превезот на исти примања. Тоа не смее да се дозволи. Ова го потенцират и самите синдикати, немате дослуг за синдикатите, тие се всушност еден од партнерите во социјалниот диалог, односно посредувањето помеѓу работниците и работодавачот. Во дадениот момент работниците представувани од репрезентативните синдикати, а работодавецот во моментот е владата, односно државата. Затоа овде треба да се надминете. Иако претходно зборувавме за скалисто, линеарното покачување за околу 2800 денари на сите звања, ќе имаме рамномерно распределување на овие средства кои што дополнително ќе бидат импутирани во јавната потрошувачка. Но велите дека немате средства за вакво покачување, не почитувани. Еден да се спречи или да се санкционира еден кривичен настан кој што имаме испумпување на милионски суми на средства, ќе ги покријат овие трошоци дополнителни во буџетот. Еден, не повеќе, бидејќи секојдневно сме сведоци на скандалозни настани и кривично правни настани, каде што се испумпуваат милионски суми на средства, а вие велите дека не можат да се одделат согласно информацијата од синдикатите кои што пресметале дека има потреба дополнително од околу 3,6 милиони евра. И согласно вашите насоки, сметате дека со ова решение ќе го решите проблемот. Не, со ова дополнително ќе допринесете да за неколку денови, месеци или одреден период повторно да се наоѓаме во ситуација да изменуваме закони, да соодветно се поднесуваат соодветни други дополнителни закони кои што парцијално ќе ги решаваат проблемите. И ваква ситуација ќе имаме во администрацијата во Република Македонија се додека не направиме, како што ви потенцира, функционална анализа,
согласно степен на образование, работно искуство, опис и попис на работни задачи во однос на сложеноста и квалификациите кои што се потребни за да соодветно секој добие соодветен надоместок, а исто така и немаме закон за исплата на плати во јавниот и државниот сектор. Тоа значи секогаш парцијално оние кои што се побројни ќе се надмудруваат со владата како работодавач и истите само парцијално ќе гасите пожари. Не се решава проблемот генерално за целиот јавен сектор, односно за државните службеници и државната администрација. Ви благодарам. Благодарам. Реплика претеникот Ненад Коцичов, повелете.